точка на дневен ред предлог одлука за согласно одлуката за фиксираната на месечно надомест што го напатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензijsko осигурување. Имено Агенцијата за капитално финансирано пензijsko осигурување има задача да ги штити интересите, односно членовите на пензijските фондови, на задолжителните и на доброволните. Во изминативе неколку дена Република Македонија ја треса афера која што е поврзана токму со заштитата на интересите на членовите на пензijските фондови. И бидејќи вие како агенција сте одговорни за својата работа пред оваа собрание и поради тоа што во извршната власт имаме, односно владата, имаме таква рашомонијада во изјави, која што дополнително ја зголемува неизвестноста кај граѓаните, односно кај даночните обврзници, односно осигурениците на задолжителните на државниот пензijски фонд, кои што се членови и на приватните, на вторите столбови на приватните пензijски друштва. Бидејќи вие сте одговорни за заштитата на интересите на членовите на пензijските фондови и поттикнување на развојот на капитално финансирано пензijsko осигурување, бараме од вас да дадете одговор што се случува. Јавноста очекува одговор во ситуација кога еден министер кажува дека се работи за спектакуларни шпекулации, за фейк нюз, а друг министер кажува дека се работи за криминал. Во ситуација во која еден министер кажува дека се работи за административно-технички проблеми околу пренесувањето на средствата од државниот фонд кон приватните пензijски друштва, а друг министер поднесува кривична пријава против непознат сторител до јавното обвинителство. Во таква рашомонијада, која што генерира неизвестност и паника кај даночните обврзници, должни сте, кога сте веќе тука, иако по друга точка, да дадете одговор на јавноста што се случува, затоа што вие сте одговорни за правата на членовите на пензijските друштва, а за својата работа сте одговорни токму пред оваа собрание. Барам одговор што се случува, јавноста заслужува одговор, а не рашомонијада од изјави од еден до друг министер. Не крајности од фейк нюз до кривични пријави до јавното обвинителство за непознат сторител.